Dragi učenici, dobro dojdovte vo e-učelnica. Da se predstavim, ja sam odelinski nastavnik Nikolina Milevska od Osnovnog učilište Kočoraci nad Kumanov. Na času po matematika za vtoro odelinije ke naučime za simetrične figuri. Učenici ke naučite pravilno da ga upotrebujete pojem od simetrije. Ke možete da učite i opišete simetrični formi vo realni primjeri od života i prirodata. Ke umejete da prepoznavate i da je nacrtate linijata na simetrija kaj poveće figuri. Nekoj od vas ke steknat veština da modelira simetrična tekstilna obleka za svojata kukla, a podosta vo svoj život može bi da postanat vistinski modelari, krojači, šivači. Pred da продолжиме понатаму, може да го стопирате видеото и да го набавите потребниот материјал. Ке ни треба огледало, бел и обоен лист хартија, ке ни треба молив, ножички, балон, лак за ногти. Најнапред, ке се подсетиме на делот приказната за грдото пајче. Ке се подсетиме на оној дел на крајот кога ние се почувствувавме најсреќни. Грдото пајче постана свесно дека е најубав лебед во еден момент. Кога? Кога се погледна во водата, како во огледало, и си го виде својот убав лик. Ајде и ние да се погледнеме во огледало. Што добиваме со одраз на нашиот лик во огледало? Добиваме два ликови. Две исти, две складни, две рамномерни, две идентични и две симетрични фигури. Симетријата постои насекаде околу нас. Таа означува правилно обликување на нештата во однос на средишна линија, или ние ќе ја нарекуваме линија на симетрија. Ке признаете, истите тие се доживуваат како пријатни и убави нешта за нашето око. Само ако погледнете лево, десно во вашата соба, сигурно ќе забележите нешто што има симетрија, нешто што е пријатно за нашето око. Еве јас во мојата близина најдов лист од цвеќе. Природата, како и таа да знаела нешто за симетријата, па ја обележала линијата на симетрија на овој лист, кој што може да го превитка листот на две сосема идентични полови. Еве, тоа може да го забележиме и кај пеперутката, кај бубамарата, еве кај школката, јаболкото, кај еленот, роговите, колку се идентично поставени во однос на таа средишна линија на симетрија. Да запомниме, со преполовување на фигурата, ние ја добиваме линијата на симетрија. Таа секогаш ја дели фигурата на два сосема идентични дела. И секогаш се наоѓа на средина. Јас исто така се обидов да направам една бубамара, откако на преполовен лист со помош на лак ја нацртав бубамарата и додадов дамки на неа и кога ја преклопив, јас ја добив оваа бубамара која вие ја гледате и тука. Обидете се и вие со преклопување да добиете одраз на два идентични складни фигури. За да биде интересно и за полесно да ја разберете симетријата и симетричните фигури, можете да учите низ игра. Јас ви нудам линк на кој вие подоцна ќе може да играте, а преку тоа и да учите. Играта содржи зголемување на тежински нивоа и затоа сум сигурна дека многу ќе ве заинтересира. Еве како изгледа таа игра. Понудени ни се повеќе фигури, од кои што ние треба да ја најдеме соодветната. Еве,
Ovoj balon ја има линијата на симетрија. Од понудените фигури, која е таа што соодветствува на вистинската? Да се обидеме со синиот балон? Не сме во право. Сигурно е жолтиот. Во право сме. Ја има ли жабата на понудените фигури? Да, еве ја. Да, токму така. Повторно балонот, но овој пат син. Еве го. Бубамара. Да, но тука има две бубамари. Дали е со две дамки или со 4? Да, таа со 4. Во право сме. Така, продолжите понатаму да ја играте оваа игра. Следиве работни задачи се добар пример да се вежба правилно поставување на линија која ја дели фигурата на половина. Линија на симетрија или подоцна може да ја викаме и оска на симетрија. Особено е важно да се забележи дека не секоја линија е симетрична линија. Како примерот со некои од круговите. Обиди се да одговориш зошто. Симетрија или не? Под А. Фигурата е симетрична. Е обележена со знакот еднакво. Втората, исто така, ја има линијата на симетрија и е симетрична. Да, така е. Третата фигура, иако е поделена на половина, таа, кога ќе се преклопи, нема да биде симетрична. Како и последната, многу е очигледно дека со преклопување не се добиваат две исти фигури. Од трите кругови, само еден ја има оската на симетрија во средината на кругот и ги дава идентичните делови. Првата не, втората секако дека не. Еве го, третиот круг е симетричен. Го ставивме знакот еднакво. Ајде сега да се вратиме на почеток, кога си го гледавме своето лице во огледало. Гледајќи во своето или во друго лице, да забележиме кои две исти, симетрични фигури се подеднакво распоредени во однос на линијата на симетрија. Кои се тие на цртежот? Да, ушите. Подеднакво се распоредени во рамнотежа во однос на онаа наша оска на симетрија. Вака, вие деца, полесно ќе научите да цртате својот лик. Заедно да се обидеме да најдеме уште симетрични форми на нашето лице. Но најнапред треба да одредиме што? Да ја одредиме линијата на симетрија. Да ја означиме оската на симетрија. Тогаш полесно ќе може да ги распоредиме очите во симетрија, веѓите, носните отвори, па дури и устата. И кога ќе цртаме коса, таа може да биде симетрична. Обидете се. Еве, кога веќе лицето умееме да го нацртаме, ќе умееме и целото човеково тело. Најнапред, повторно, одредете ја линијата на симетрија и почнете со цртање. За да биде интересно, може да земете балон, надуван балон, и да му ја најдете средишната линија на симетрија. А потоа, весело да го нацртате и да играте со него.
Уште една задача. Имаме две деца во две слики. Од овие две деца, едното ја има својата линија на симетрија, а другото не. Иако ќе почнеме од ова второ дете. Иако оваа линија е во средината на цртежот, сепак не е симетрична линија, затоа што не се добиваат две идентични фигури. Смајли ни помага да ни открие дека токму ова дете што ги расширило своите рачиња ја има својата линија како оска на симетрија и се добива две складни фигури. На тој начин, на овие две деца, ќе ви оставам една задача, сами да ја решите. Кој од дадените фигури ќе припаѓаат на оригиналниот што е даден во лево? Значи, момче и девојче, дадени за оригинал. Кој од дадените фигури ќе бидат негова вистинска половина? Обидете се сами да ја решите оваа задача. А сега нешто за оние љубопитните, за оние креативците. Биди моделар, кројач. Откако го научивте да го нацртате вашето човеково тело со своите симетрични делови, тогаш земете лист во боја и задолжително превиткајте го. Цртајте со молив, сечете со ножички, како на видеото што е прикажано подолу. На тој начин можеш да го облечеш твојот цртан јунак. Панталоните се веќе готови. Ето. Обидете се. Имам уште една идеја. Како можеш лесно да направиш симетрична пеперутка? Во слободно време направи. Земи хартија во боја која е превиткана на половина и прецртаја својата дланка. Потоа со ножички исечи ја. Со одвиткување добиваш две симетрични дланки. Тие дланки ќе представуваат крилцата на нашата пеперутка. За да повторно креативноста дојде до израз, обиди се сам да дизајнираш. Можеш да користиш лак за ногти, да ставаш дамки на крилцата, а тие потоа да се отсликуваат на следната складна фигура. Се надевам дечиња дека ви беше забавно.